Значи го прочитавме текстови во кои ни се кажува како била црквата во Коринт. Не многу мудри, не многу силни, не многу угледни или не благородни, не од благородништвото. Ние луѓето бараме сосема друг вид на цркви. И, например, ако отидеме во некој друг град, кај што не знаеме какви цркви има, а сакаме да одиме некаде во црква, што правиме? Денес обично луѓето отвараат интернет, зашто секоја црква си има своја страница и информација за себе, така се представува во општеството преку веб страници. И отвараме страница, бараме и гледаме список од интернет страници со цркви. И секоја црква што има интернет страница си има и едно поле на копче, што се вика за нас, и кој ќе притиснеш на тоа копче, тоа излегува информацијата за црквата, што луѓето велат за себе. И така, отварате на некоја црква, отварате поле за нас и читате. Натре пишува, аме во нашата црква не мнозина се паметни, не мнозина се образовани, не мнозина се силни, не мнозина се угледни или со такво благородничко потекло. Тоест сме работници, прости луѓе, нема многу професори, нема доктори, нема инженери, нема познати глумци. Сите сме анонимуси. И на крајот обично пишува, има покана, добро дојдете сте или го покануваме да дојдете на служба. Верам дека повеќето од нас, па и јас вклучително, ќе затвориме таа страница и ќе одиме на некоја друга, ќе попараме друга црковна страница, информација за некоја друга црква. И бараме и се гордееме кога во нашите цркви има познати, угледни луѓе, паметни, образовани, богати, успешни, што просперираат. Меѓутоа црквата во Коринт вели апостол Павле не била таква, зашто Бог избрал поинаков вид на луѓе да ги спасува. Зошто така? Убаво да го видиме целиот контекст и да се подсетиме на некои работи што ги кажавме досега во првата глава. Минатиот пат од 25-тиот, од 18 до 25 стих, апостол Павле даде аргументи, т.е. објасни зошто го проповеда она што не е угледно или она што не е според вкусот на светот. Апостол Павле пишува дека светот бара мудрост. Светот бара човечка мудрост, мудрост која одговара на желбите, на барањата, на вкусот на светот и кажа на начин која исто така е прифатен од светот, со убави, пријатни, коректни зборови. Апостол Павле наспроти тоа им пренесува порака за крстот, порака за распнатиот Исус, за кој самиот вели дека е безумие за светот, за елините е глупост, е моронство, а за евреиците, јудеиците пак е скандал. Тој го треба зборот скандал. Скандалозно е. Тоа е нешто преку кој евреин, пораката за крстот е нешто преку кој евреин едноставно не може да помине. Тоа е камен за сопнување. Не може евреин да прифати дека Месијата отишол, се предал и се согласил да биде раснат од непријателот, римската војска. И сепак апостол Павле го проповеда тоа слово и тоа не на начин на кој што светот би го прифатил, тоа е разубавено слово со пријатни зборови, красторечиво, туку преку проповед или самиот себе си апостол Павле се нарекува јас сум хералд, јас сум гласник. Само ја пренесувам пораката што Бог ми ја даде, онака како што Бог ми ја даде. И зошто сето тоа? На крајот вели, зашто преку тоа слово, преку таа проповед се покажува славата на Бог. Зашто она што е безумие, Божјото безумие, што во човечките очи е Божјо безумие, е помудро од луѓето, и она што е слабо,
почта на луѓето, или Божјата слава се посилна од луѓето. Тоа е она за кој што апостол Павле говори. И сега во продолжение, во 26 стих, им давах која една илустрација за сето тоа што го говори. Еве, видете се самите себе. Какви сте вие? Кого Бог избра да спаси? Дали избра да ги спаси мудрите, силните, благородниците, или пак избра да ги спаси оние што не значат ништо во светот? Вие сте доказ за тоа колку Бог избрал, што Бог избира. Преку таа безумна порака, преку безумната проповед за спаснатиот Христос, тој ги избра безумните да ги спаси. Сега, кога ги разгледуваме овие стихови, кога апостол Павле ги подсетува коринтијаните какви биле кога ги спасил, кога ги повикал, зборот, погледнете нели на вие повиканите, всушност оригинално значи замислете се за вашиот позив, повик од Бог. Какви бевте кога бевте повикани? И треба да гледаме во предвид овдека контекстот пак, кој почнува во 10 и 11 стих, за фалбите кои коринтијаните почнале да се ги дават кон самите себе. Јас сум Павлов, јас сум Аполосов, јас сум Кифов. Тоест, тој пишува на луѓе кои се разделиле, се разцепкале, се раскарале во црква, бидејќи секој мислел дека е поголем од другиот. Припаѓам на една група која следи човечки авторитет и затоа јас сум повеќе од другите. И овде тоа е парадоксот уствари. Тие се никој и ништо во очите на општеството, никакви, и сепак стигнуваат до ситуација да се фалат. И тоа не со Бог, туку се фалат со човечки авторитети. И при тоа самите себе си се издигаат на другите. И апостол Павле, кога им вели, размислете за вашиот повик, размислете вие повиканите, какви сте во очите на светот, од кај па сега, кај вас доаѓа таа потреба, или од кај основата и вие самите да се фалите со нешто. За тоа всушност апостол Павле сака, кога ги подсетува на тоа какви се и на што се должи спасението, сака да ги, некако да ја умрти, да ја стопи фалбата, гордоста. Причината за фалбата е гордоста, јасно, нивното его. Подсетувајќи на тоа од кај се земени, какви се, апостол Павле признава дека тие се збогатени од Бог, дека Бог им дал многу слово, многу знаење, многу дарби. Од 12 глава гледаме дека наистина многу дарби има. И поради знаењето, поради словото, поради дарбите, тие почнаа да се возгордеваат. И апостол Павле ги подсетува, внимавајте за вашата фалба, зашто вие сте никој и ништо всушност. И ако се фалите, фалете се со Господ, зашто се што имате е од Него. Тоа е на проблем кој го имаме сите, на тоа паѓаме. Тој проблем доаѓа со развод, со духовниот растеж, кога ќе напреднеме, кога ќе видиме повеќе резултати, кога ќе одиме понапред, доаѓа фалбата, т.е. доаѓа мислата дека заради нашите способности, заради нашето знаење, заради нашиот труд, заради нашите заслуги, ние сме нешто. Ќе направиме, ќе напреднеме и ќе кажеме, кој е како нас. И почнуваат фалбите. А гледаме дека тие фалби, на крајот на краиштата, резултираат со поделби, со кавки. Црквата се раскарава. Имаме во Коринт една поделена, разцепкана, раскарана црква, која на крајот губи благодатта од Бог. Со други зборови, апостол Павле сака да им кажат цврсто, останете со двете нози на земјата. Памтете, помнете од кај сте повикани.
Помнете какви сте. Имайте ја секогаш вистинската представа за себе. Бидејќи доаѓа фалбата. Забораваме на кого должиме се. Вистинската мудрост, за која што всушност апостол Павле говори овдека, е човек да не заборава кој е. Да не заборава од каде доаѓа. Помнете ја вистината за себе. И тогаш таа фалба се топи и славата си оди на вистинското место. Ја добива оној на кого што припаѓа, на самиот Бог. Тој ги направил сите големи нешта за црквата во Коринт, за верните во Коринт. И тоа всушност, така во кратки зборови, пораката што ја упатува апостол Павле до коринтјаните, при тоа објаснувајќи какви се коринтјаните и второ нешто, зошто Бог решил да избере токму такви коринтјани. Тоа се двете основни прашања кои ги разгледава апостол Павле. Какви луѓе избрал и зошто токму такви луѓе избрал Бог. А суштината на она што го кажавме, на крајот на криштата, славата да отиде на вистинското место. Фалбата да ја добие единствено Бог. Значи, какви се коринтјаните? Гледате, браќа, какви сте вие, повиканите. Не мнозина сте мудри, по тело, не мнозина силни, не мнозина благородни. Значи, не дека немало и други. Не мнозина, кажу. Значи, имало и благородни, имало и мудри, имало и силни, т.е. влијателни во општеството или мокни луѓе. Например, од делата 18 глава гледаме дека кон црквата во Коринт се присоединиле и началниците на синагогата. Прво се присоединил Христ и неговото семејство, а штом бил началник на синагогата, значи бил и мудар, т.е. бил и образован, значи дека бил и мокен, влијателен, значи дека бил и од угледно семејство. Сите тие работи се вклучени. Потоа гледаме, самиот поздрав го има овдека во коринтјаните, дека и Состен исто така се придружил кон црквата, кој потоа е пак началник на синагогата, или вториот началник на синагогата, оној што го заменил Христ. Спомнате домот на Хлој, и така што апостол Павле го опишува, тој неколку зборува толку за дом, колку за едно домакинство или стопанство. Значи дека Хлој била или припаѓала на семејство кој сепак било некакво угледно. Имале имот, имале слуги, имале домакинство. Но идејата дека мнозинството, тие биле повеќе исклучени, мнозинството или правилото во црквата биле они од пониската класа. Ловели не мнозина благородни, не мнозина силни, или не мнозина мудри, сака да каже дека тие се необразовани. Робови се, или пак се простијаци, сиромашни луѓе, обични работници, ниската класа на луѓе во општеството. И тоа не била ситуацијата не само во Коринт, туку општо земно. Барем до крајот на вториот век, па дури и третиот век, тоа е општата структура на луѓето во црква, социјалната структура. Робови, луѓе од ниската класа. И во самите противници на христијанството, оние кои ги гонели христијаните, имале лоша представа или имале таква, не гледале со добро око кон христијанството, токму поради таа причина. Една од причините било токму таа. Тамо се оние отврлените од општеството. Оние кои и онака заслужуваат да бидат казнувани. И оние кои треба да бидат навредувани. И тоа дава уште повеќе поттик црквата да биде гоната. Ако црквата била по почетокот составена од благородници, тешко дека некој би кренал враг на нив. Например, првите гонења против црквата не се институционални, не се организирани од императорот, од империјата. Луѓето спонтано во градовите се собирале за да одедат и оној шлям тамо што се собира некаде да го избркат или да ги
да ги претапат и да ги убият. Тоа биле првите инциденти кои се случувале во Римската империја, оно што имало христијани. Се собирале локалните жители, зашто како што имаше скоро во Неготино или каде беше, се собраа луѓето од селото, бидејќи решили да им донесат деца кои имаат пречки во развојот. Нема да дозволиме такви деца да има во нашето присуство, во нашето околина. Така и во тоа време луѓето се кревале против христијаните токму поради нивниот социјален статус. Тоа била категоријата на луѓе која црквата привлекувала. Има еден Целзус, римски мислител, голем противник на христијанството. Во неговите дела тој дава слика за тоа какви се христијаните. Неговите пишувања не ни се оставени, може да ги најдеме во делата на Ориген, кој пишува против Целс, контра Целзус. И таму тој го цитира Целс, кој вели: христијаните можат да привлечат само на робови, бедни и жени. Тоа е неговата представа. И заклучува, кој би следел таков Бог, кој обреке внимание или кој почитува робови, бедни луѓе и жени. Таквиот Бог не вреди да се следи. И за тоа како гледале луѓето на црквата во тоа време, има една слика која е најдена во Рим, нацртана на еден цит во Рим, Алексаменос графито или графито Бласпемос, некој нарекува, зашто е богохулна слика, датираат од 2 век, и на неја гледате е нацртан еден млад човек кој се поклонува, обожава човек распнат на крст, тоа е Исус Христос, се знае, и наместо глава, човечка глава, има магарешка глава. И има текст на таа слика, кој што значи дека Алексаменос му се поклонува на неговиот Бог. Тоа е во превод значи текстот. Алексаменос се вете Тео. Алексаменос му се поклонува на неговиот Бог. Идејата е дека Богот на кој што се поклонува Алексаменос едно магаре. Богохулно е, но така гледале римјаните во тоа време на поклонението кон Христос, кон Богот кој решил да умре за луѓето. Таков Бог, тој Бог е магаре. Глупав како магаре. Кој Бог би си го дал животот, би умрел за грешниците. Додека уште биле грешни, и дури не чекал да се поправат, додека уште биле грешни, така учат христијаните, тој ги засакал, ги возлюбил. Толку многу ги возлюбил, што решил да умре за нив. Таа стигма христијаните ја носиле долго време, се додека не се христијанизирала империјата и христијанство ставало модерно и почнали мислителите со убави зборови по вкусот на луѓето да го проповедаат христијанството, повеќе со човечки филозофи, отколку она како што Бог го пренел во Словото. И така и учените луѓе, многу благородници, станале христијани. Таа стигма кон христијаните и ние денес имаме, така не с целото време, па и денес, чувствуваме еден презир од светот. Оние големите, угледните, паметните, гледат на христијаните како на глупави луѓе, за останат. Независно колку се образовани, штом тие тргнале да веруваат во некој си Бог таму, кој воскреснал од мртвите, сепак се заостанати. И поради таа стигма, кај христијаните постои некој комплекс да се докажува во светот. Да се избори за некаков престиж, општествен престиж, да се избори за реноме, за приватност од општеството. И обично црквата паѓа на тој тест и денес гледаме како многу цркви, за да го
придобият тој општествен респект, почит од општеството, го прават она што општеството го сака. Или ја прифаќаат модата, модните текови во црквата на светот, на општеството. И стануваат пријатели со светот. А Јаков пак вели дека пријателството со светот е непријателство спрема Бог. Сакаме да го придобиеме светот да не сака. А Господ Исус предупредува, може и целиот свет да го придобиете, но ако загубите душата, се е напразно. Идејата е дека треба да бидеме внимателни во тој поглед. Раната црква ја носила стигмата и при тоа се фалила со таа стигма. Зашто и самиот Исус вели, како што мене ме мразија, како што мене ме презира, како што мене ме гонија, и со вас ќе биде истото. Бог не цени, Бог не почитува. Бог гледа на нас со љубов. И то треба да биде доволно за еден христијанин. Не зависи од тоа како светот гледа на нас. Се има некои популарни цркви или традиции, например, кај нас тоа е православието. И ако си голем православец, добро. Меѓутоа, ако си вистински христијан, како што словото бар, тогаш не си добар. И таа стигма која се влече и во нашето општество. Што ни е важно? Која пофалба ни е важна, сепак не е прашањето? Дали ни е важно Бог да не одобрува или светот? Дали да ја загубиме душата, за да ја спасиме за Бог, или пак да ја предадеме во Божите раце? Значи, таа сликата за корен, таа сликата за христијанството на почетокот од првите веки. Бог избра такви. И зошто Бог избра да ги спаси токму нив, токму таквите? Ако може да видите во текстот, неколку пати Павле го потенцира зборот избра. Бог избра. Бог избра она што е бедно, Бог го избра она што е безумно, она што е слабо, Бог избра неугледните и презрените, така натаму. Јасно е дека тоа е Божи избор. Бог избрал тие луѓе. Бог избрал таква категорија луѓе. Тоа е Божјата воля, Божјиот избор. И зошто Бог избра такви? Бог избра да спаси такви луѓе. Светот на што се надева? Светот се надева, или светот што избира светот? Светот избира нешто што има оние кои имаат повисок социјален статус. Светот гледа на тоа. Светот гледа на благородниците. Светот гледа на оние што имаат предиспозиции. Светот гледа на способните. Светот гледа на оние што финансиски напредуваат. Светот гледа така. И дури во духовен поглед, во древноста, па тоа останува и низ христијанската историја, на оние кои имаат повисок социјален статус се гледа и духовно повисоко. Тоест, благородниците, те не се обични луѓе. Благородниците имаат нешто божествено во себе. Некои дури и директно, како царевите се претендирале дека имаат божествено потекло, дека се богови. Штом некој е таков, богат, напредува, успева, тој сигурно и во Божјото царство, т.е. на небото, покрај Бог, има високо место. Така се сметало. Така сметало историски и христијанството гледало на лордовите, на благородниците. Штом тие се лордови, тие треба да имаат високо место во христијанската хиерархија. Штом некој е сиромашен, беден, значи Бог не го сака, Бог го казнал веќе и во духовен поглед тој нема никакво значење. Но, ако гледаме така на работите, тогаш, зошто ни треба Бог? Ако богатството ги прави луѓето духовно големи, ако социјалниот статус спасува, тогаш кај е Божјата благодат? И овдека, токму тоа е поентата на апостол Павле. Бог ги избра слабите, ги избра оние што не значат ништо, ништожните ги избра, за да видат сите дека имаат потреба
од Божјата благодат. Дека спасението е по благодат, не е по некаква заслуга. Дека спасението не е ништо заради нас, а е се заради Бог. И последниот стих, токму тоа го прави, 30 стих. Отдава цела заслуга за се на Христос, кој е се. И тоа е поентата, заклучокот на апостол Павле. Ништо од она што го имаме ние, како луѓе, не гарантира вечен живот. Ништо од она што го имаме не гарантира спасение. Бог избра едни, за да разберат другите, дека во духовен поглед сите се ништожество. Во духовен поглед сите се просеци. Бог избра бедните, Бог избра ништожните, за оние другите да разберат дека и тие треба да станат такви. Не, секако не да станат бедни луѓе, да станат никој ништо, туку духовно да станат никој ништо. Да станат духовни ништожества, духовни просеци кои ќе просат и ќе барат од Бог милост. Они од кого сите бараат милост, самите треба да почнат да барат милост. Знаете, кога некој е голем, во тоа време имало многу богати, многу бедни, бедните одели барале постојано милост од оние кои имале и богатства и власт. И тие почнувале да страдаат од комплексот на божества. Штом сите бараат од нас милост, тоа значи дека ние сме богови. И апостол Павле им вели, вие самите треба да станете просици, да почнете да просите за милост, ако сакате да бидете спасени. Зашто ништо од вас, ништо од онаа што светот го цени, нема да ви помогне за вашето спасение. И овдека на два пати апостол Павле употребува фраза, прво за да ги пострами, и идејата на зборот пострами е токму тоа, да се почувствуваат како ништожни, да се почувствуваат многу ниски, многу долни. И второ, да ги уништи оние што значат нешто. И зборот уништи го има истото тоа значење, да ги срози целосно, да ги срози духовно. Сета нивна гордост, сета нивна фалба да ја срози, за да разберат дека само спасението е само по благодат, единствено поради Божјото дело на крстот. Да се смират пред него и да барат. А зошто сето тоа на крајот на криштото? Зошто тие треба да се смират? Да бидат спасени на вистинскиот начин, по Божјата благодат. Бог е навистина толку добар, толку го возлюби светот, што уште дека бевме грешни, тој не возлюби. Не соедини со Христос, не облече со неговата праведност, не послуи, не направи негови деца. Тој негови деца ги направи оние што сите ги отврлаат, за да оние што отврлаат разберат дека може да станат Божји деца, ако разберат дека прво се отврлени од Бог и прифатени по љубов. Тоа е идејата. И на крајот сета слава да му припадне на Бог. Веле, од него сте и вие во Исус Христос, кој стана за нас што? Се стана за нас. Буквално се. Стана мудрост од Бога, стана праведност, стана осветување, стана откуп. Па да биде како што е напишено, кој се фали, во Господ нека се фали. Гледате ли, кој е поентата на се? Кој е крајната цел? Бог го спаси човештвото по благодат. Христос го направи се за нас, за да се нашо човечко е ништо. Се што имаме е ништо, а Христос е се. Она што светот вреднува дека е нешто за нас, всушност е ништо. Ако и се да имаме во светот, ако Христос го немаме ништо. Ако ништо немаме во светот, од она што го цени светот, од она што го ценеме тогаш, ако имаме Христос, тогаш имаме се. Тоа е Божјата мудрост. Христос е се. Ако го имаш Христос, тогаш имаш се. Ако го немаш Христос, ништо не ти вреди во овој живот. И највозвишената човечка мудрост е ништо. Не ти помага за ништо.
кога ќе се видиме во вистинската светлина, какви што сме всушност во Божите очи, мали, слаби, недостојни, ништожни, кога ќе се видиме како просеци кои лежат во калта, тогаш осознаваме дека ништо друго не ни треба, освен Божјата благодат. Тоа е она уништување, тоа на посрамотување, за кој пишува овде апостол Павле. Посрамотувањето на мудрите, но некои мислат дека значат многу. А кога некој ќе се види во калта, во духовната кал на гревот, во духовната ништожност, тогаш и спасението по благодат, тоа што се ме нормално. Тоа што смирење не може ништо друго да направи, освен да го величи Бог. Него да го прослави. Да го постави Него на првото место во животот. Бог не е против фалбата. Бог не ни забранил да се фалиме. Меѓутоа, Бог не сака да се фалиме со погрешни работи. Бог сака да се фалиме со вистинското. Да се фалиме со Него. И затоа вели, кој се фали, а очигледно многу се фалиле во Коринската црква, и со дарбите, и со луѓето кои ги следат, и со многу други работи, кој се фали, со Господ да се фали. Затоа помнете какви сте биле. Кои сте вие во општеството, што вие всушност имате во овој свет, за да се фалите. Се што имате, ви е дадено од Бог. И затоа, со тоа што имате, фалете се со Бог. Ако Бог ги избереше мудрите, ако ги избереше, представете си Бог да ги избереше мудрите, да ги избереше силните, да ги избереше благородните. Што ќе си мислеа луѓето? Каква представа ќе си добиеш? По-на светската, да, тие заслужуваат да бидат спасени, зашто тие се мудри, зашто тие се богати, зашто тие се благородници. Кој друг би бил спасен, ако не тие луѓе? И тогаш кој ќе добиеше заслугата? Секако, бидејќи се богати, се спасени. Бидејќи се мудри, се спасени, заслужиле да бидат спасени. Заслугата и славата ќе им припаднеше на луѓето. И во тоа се гледа величината на Божјата мудрост. Како Бог прави на крајот да се види Божјата сила. Ние би избрале, по-човечки, некој во кого има материјал, така вели, на кого има материјал да се работи. Има предиспозиции, има потенцијал. Па дори во црквите го правиме тоа. Некој кој е по-способен, по-образован, по-авторитетен, па ако има и повеќе пари, уште по-добро, го предпочитаме. Божјата сила како се покажува? Бог го зема она што е ништожно, во кого што нема никаков капацитет, за да се покаже дека Божјата сила е голема, дека Бог прави големи работи. Со се Бог може да земе и камен, и од камењата да направи да го слават Бог. Нели така им одговор на фарисеите. Тој може да направи камењата да викаат осана и да го слават Господ. Божјата сила се гледа на величество, на уникатен начин. И на крајот, пак да се подсетиме. Ова апостол Павле го пишува, имајќи ја предвид ситуацијата во црквата во Корин. Црквата во Корин го загубила повикот. На почетокот, во првите стихови ги подсетува дека тие се свети, дека тие се одделени, повикани од Бог, да бидат свети, да бидат црква Божја, да имаат заедништво со Бог. Затоа им дал се што им треба, им дал слово, им дал знаење, им дал дарби, да бидат во обштението со Бог и во обштението еден со друг. Што направила црквата во Корин? Почнала да ги следи истите работи што светот ги прави. Фалбата, слабата, гордоста. Почна да се фалат кој е поголем од кого, кој има поголема дарба, кој има поголема заслуга, кој е повлијателен, кој знае повеќе и така натаму. И сите тие работи, проблемот на сето тоа е во гордоста. Намеси да го прославуваат Бог и неговата благодат, заради која се тоа што се, заради која го имате знаењето и се, тие почнали се фалат со луѓе. Почнали самите да се фалат. Така се раскарале, се поделиле, се оскверниле, бидејќи читаме и за неморал,
Сето тоа доаѓа една по друга и лишена од Божјата благодат. И како апостол Павле го решил проблемот? Тоест, што прави? Не ги кара, не ги навредува, не ги повредува. Едноставно им го проповеда Евангелието. Евангелието за распнатиот Исус и спасението по Божјата благодат. Зашто Евангелието е распнала гордост. Евангелието е несоодветно со фалбата, со човечката фалба. Како некој може да се фали, а при тоа да го има Евангелието. Зашто Евангелието, самото Евангелие вели, Христос распнатиот да спаси. По благодат Бог да спаси. И ништо од самите вас не учества во спасението. И кај е тука фалбата? Кај е просторот за фалба? Се што имате е благодарение на неговата смрт, неговите страдања. И одека си мисла, зашто Исус ни заповеда да се спомнуваме за неговата смрт и неговите страдања. Зашто да земеме Господна вечера? Зашто има потреба да се спомнуваме на што должиме, на кого должиме се. Како тоа ги се во нашиот живот. Имаме потреба постојано да се спомнуваме. Ако коринтјаните кои биле никој ништо, заборавале дека се никој ништо и почнале да се гордеат и да се фалат со себе си, сите тоа можеме да го правиме. Сите сме склони да паднеме на тоа. Евангелието кое спасува е Евангелие кое смирува. А Евангелието кое смирува е основа за единството, е основа за хармонијата, основа за мирот. Тоа е поентата на апостол Павле. И нека ни дава Господ мудрост и меѓу нас, па и во светот, и воопшто во целата земја, да се разберат овие работи. Ни треба, во денешното време, во современото општество, многу стабилна основа за мир, за единство, за хармонија. Нечовечките достигања на нашата земја или било што, туку единствено на што Бог може да го направи. За нас, за нашата црква, за нашата земја. Господ да дава мудрост во тоа и да не води. Амин.